дека нема никакво подобрување во третманот на бездомните кучиња во нашиот град, поточно дека и понатаму решението на проблемот се прекомерната бројност на бездомните кучиња се гледа во нивно масовно усмртување, кој е крајно некумано и неоправдано и патем никогаш нема да не доведе до намалување на нивната бројка. Ние, активистите за заштита на правата на животните, ќе одржиме мирен протестен собир пред градското собрание, како што е, нели, сака гледате дека држиме и протестираме. Сакаме да окажеме и да бидеме сослушани дека овој нехуман и свиреп метод, односно официјалната стапка на усмртување од 60% на уличните кучиња, не само што е срам за нашата држава, туку и крајно неефикасен и неекономичен метод за справување со проблем. За нас е императивно доследното спроведување на програмата со која патем и отворен стационарот Вардариште, читај Аушвиц, програма Залови, стерилизира и врати. И доколку истата се спроведува доследно, ние нудиме огромна помош од секој аспект на действување. Стручни експертизи, консултации, практична помош во заловување на кучињата, волонтирање во стационарот, обезбедување на донации во храна и слично, силни медиумски кампањи за пропагирање на обновување без дозволени, јавни едукативни стипендии, барање донации од странски фондови. И гарантираме конечно решавање на проблемот со прекомерната бројност на бездомните кучиња, единствено, ефикасно, хумано, економски и платливо решение, со кое се гарантира половината безбедност на граѓаните. Нашите конкретни барања во градот Скопје и јавното предпријатие комунални хигиена се во број 1. Веднаш да се запре нормното усмртување да се спроведе програмата со која стационарот е отворен, а тоа е Залови, стерилизирај и врати. Во број 2. Поведување прецизна евиденција на секое заловено, стерилизирано, а пред се стерилизирано кучето, детално прецизирање на причините за таква одлука и подпис од ветеринарно лице кој смртта е стекало за необходно. Во број 3. Типно отварање на стационарот за посетители и активисти работен ден, како што и практиката во сите европски држави и во нормалните стационари од овој вид, а не само во петок и сабота по 3 часа дневно. Ова под број 3 е кога ќе имате разведени родители како колку дават децата. Под број 4 дозволата без на голем број волонтери во стационарот со флексибилно време на работа, бидејќи помошта ја нудиме без барање за финансиски надомест. Под број 5 транспарентност на работењето на стационарот, а поедно и достапност до јавните податоци, кои го за сега неговото функционирање посочуваме дека и по 5 месеци чекање немаме добиено податоци кои сме ги барале за функционирањето на истиот и покрај тоа што институцијата е обврзана да ни ги достави. Под број 6. Вработување на лица во стационарот што ги сакаат и се грижат за животните, а не неквалификуван и груп персонал, читај примитивски. Под број 7. Соработка меѓу надлежните и невладиниот сектор за наоѓање заедничко решавање на проблемот со бездомните кучиња, што е практика во секое демократско општество. Под број 8. Подобрување на условите во стационарот Вардариште, каде во моментот стотици кучиња умираат од прегласност, студ и од заразни болести. Под број 9. Конечно откапување на земјиште на Сдруженијата за заштита на животни за отварање на припатилишта за бездомни животни, бидејќи за жал Македонија е единствена европска земја без ниту едно припатилиште на целата своја територија. За крај, почитуван градоначалник Трајанов, веруваме дека нашите барања ќе бидат прифатени, ќе се стави крај на оваа нехумана пракса на усмртување на кучињата и дека конечно ќе пристапиме кон заедничко решавање на проблемот на цивилизиран и ефикасен начин, согласен со европските критериуми, кои ќе ги придонесе во градењето на позитивниот имидж на нашиот град, во што ќе добиете нашата целосна поддршка. Со почит, активисти на Сдруженијето Анима Мунди, активисти на Сдруженијето за заштита на живот Црна, независни активисти за заштита на животните и Весна Беби Петрушевски. И за крај, господине почитуван градоначалник Трајановски, се надевам дека имате уши, ако не, имаме врски на увонос и грла, ќе ве препорачаме да ви ги прочепкат ушите. Благодарам.